Навиките тешко се менуваат. На шара се уште оперираат дрвокраци и ловокраци, која е прогласена за заштитено подрачје. Во контролите на јавната установа која раководи со националниот парк се затекнати лица кои вршеле дејствија кои се забранети. Велат дека ова планинско подрачје е запоставено со децении, поради што треба редовни контроли, соработка со местното население и со институциите. Имаме за жал многу лоши практики на територија на Национален парк Шар планина. Не е ова практика само во Шар планина, ова е низ целата земја, меѓутоа многу години е запуштено подрачјето и луѓето едноставно со години се навикнале дека не треба да побараат дозвола, се превземаат сечи, се лови на секоја страна, иако ловот е забранет на територија на Националниот парк и забранета е сеча дури во приватна собственост без одобрување од паркот со соодветна документација. Најпрво што правиме е евидентирање на сите овие случаи, записници и понатаму правно постапување. Поднесени се неколку кривични пријави за илегална сеча и за ловократство. Меѓутоа има и многу илегални градби. Значи градење без дозвола, узурпација на државно земјиште, превземање на вода, отварање на патишта и сите овие појави треба да се воспостави ред и контрола. Установата подготвила табли со кои ќе се информираат граѓаните како да се однесуваат во Националниот парк и реализирала средби со представници на засегнатите институции. Вршат и евиденција на сите објекти кои се наоѓаат во населените места. Прва активност која што ја започнавме веќе и сме при крај, тоа е евидентирање на сите градби, без оглед дали се легални или легални, ние мораме да ги евидентираме сите градби. Се тука зборувам за градби во населените места. Се разбира дека барем за сега нема да се мешаме во градбите во самите населени места, меѓутоа она што е вон села, вон населби, особено тоа што е на државен имот, мораме тоа сето да го евидентираме, па понатаму во соработка со надлежните институции, пред се со општините, со нивните градежни инспекторати, со МВР и со другите институции, со Агенцијата за катастар на недвижности, да утврдиме кои од тие градби се легални, а кои илегални и да побараме начин како да се справиме со истите. Многу е битно дека она што сме го затекнале, ќе направиме таа евиденција. Меѓутоа, за во иднина се разбира дека ќе стоиме цврсто и решително на заштита на државниот имот пред се и дека нема да дозволиме нови градби кои што не се претходно одобрени од надлежен орган. Без оглед, дури и во приватни имоти. Значи, во населените места, градење без одобрение е кривично дело кое што се санкционира соодветно со законите од државата. Инаку установата има многу други предизвици. Не е целосно екипирана и чека дозвола да се вработат доволен број на лица за да го покријат подрачјето. Сместени се во поранешна жичара, а се работи на приспособување на работните простории. Се финансира со помош на донатори, а владини средства се обезбедени само за 3 години.